Секои избори добиваме ветувања дека нема да бидат сите исти, дека ќе се даде простор на помалите политички партии, односно на ветување за една изборна единица следуваат нови избори, па да видиме како ќе се однесува власта. Тука е Љупчо Ристовски, председател на Интегра. Добро дојдовте во студиото на Еденон. Добро ве најдов. Мислите ли дека ќе има некаква промена овие избори? Доколку беше една изборна единица во Македонија, вие ќе имавте веќе пратеник во собранието? Ние ја водиме таа битка веќе подолго време. Веднаш по завршување на парламентарните избори 2020 ја почнавме таа битка. Учествуваме редовно на сите меѓународни конференции кои што се свикуваа по тој повод во Македонија. Имавме веќе 2 во Мериот, заедно со неколку меѓународни организации кои што ангажира стручни тимови, екипи, професионалци, експерти и од универзитетите и од невладиниот сектор и од политичките партии со цел да се дојде до промена на изборниот модел. Сите дојдовме до унисон заклучок дека ако сака Македонија да направи исчекор во својот демократски капацитет, ако сака да се излече од оваа летаргија во која западната овие 32 години, ќе мора нужно да влезе во промена на изборниот модел. За жал, сега се уште нема слух кај владеачката партија Социјалдемократскиот сојуз и кај опозицијската партија ВМРО-ДПМН, веројатно и кај ДУИ во албанскиот блок на партии, затоа што тие имаат извонредна лагодна позиција на монополи, тие се заштитени бели мечки во системот. Ако сакате, земете го и медиумскиот простор за време на кампања во тие 20 дена, тие од 10 минути во реален час. Ќе разговараме во тој дел и да за има медиумскиот простор. 97% од времето од медиумскиот простор, значи монополи имат по сите остои, 97% од вкупниот буџет. Да, ќе се навратиме на монополот, да се така што нашата идеја да дојдеме до една изборна единица е во втора фаза, нели, во второ читање во собранието и таму го сопреат. Тоа укажува, ако сакате да дадеме политичка квалификација, па блокираат трите монополи. Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО-ДПМН и ДУИ. Иако тие декларативно велат ние сме за, ама ДУИ не дава, мислам, тоа е една уиграна ситуација, тоа е танго со ѓаволот, јас го велам, и тие не сакаат да се да ја напуштат таа монополска позиција, не сакаат да се соочат со нови визии, со нови ликови во политика, со едноставно ново на политичката сцена, нешто што е друг хоризонт, нешто што е повисока перспектива. Тие сакаат да си го задржат тој криминоген монопол, статус на монопол, да продолжат по тој пат и така натаму. Нема исчекор Македонија да направи, ниту во делот на демократијата, ниту во делот на прогредирање на општеството, ако не направиме радикален рез во изборниот модел и да отвориме шанса за нова поинаква перспектива, да се измешаат политичките карти на политичката сцена и да дојдат нови политички субјекти, нови ликови на политичката сцена, да едноставно се соочиме со нови визии, да разговараме за визии, а не да разговараме постојано за корупција, за криминал, за дно. Македонија ваквиот модел ја донесе до дното. Ние немаме избор 32 години веќе наназад. Едноставно на власт доаѓаат те Социјалдемократскиот сојуз, те ВМРО-ДПМН, одел на демократија станавме хибриден режим, одел на корупција се највисоко на планетава Земја. Значи, по сите основи ние детериорираме, значи назадуваме драстично и сме скоро на ивица на провалијата. Земете економијата, земете го задлжувањето, која год сакате сфера, земете го образованието, здравството, ние сме на дното на планетава Земја по сите основи. Од тука, што ви кажува дека овие политички гарнитури кои што владеат изминативе 32 години, едноставно немаат повеќе ниту капацитет, ниту знаење, ниту умење, ниту свежина, се исцеден лимон, јас велам често пати, да дадат нешто ново на политичката сцена. И Ајнштајн, јас постојано го повторувам ово, но ќе го повторам додека нацијата не свати дека тие политички партии кои што ве довеле до ивицата на провалијата, не се надевате дека ќе ве излечат од ивицата на провалијата, затоа што тоа се исти ликови, исти рутини, исти навики во политиката, ист криминоген мајндсет во политиката. И тоа е, вели Ајнштајн, најголемата глупост на која што човештвото може да се надева. Од тука најголемата глупост на која македонецот може да се надева дека Социјалдемократскиот сојуз или ВМРО-ДПМН или ДУИ кај албанскиот блок ќе ги излече од ивицата на провалија. Вие верувате дека ќе влезете овој пат во собранието?
ние ќе се бориме до крајни сили, имаме иновативни методи во политиката, имаме изворедно високо генерални цели и приоритети во политиката, имаме виспрени стратегии и политики, значи сме нешто ново на политичката сцена и знаеме, умееме и имаме силни лидерски тимови кои што ќе можат да направат промена на јавната сцена. Нормално, надежта стои, ние ќе се бориме до крај, работиме, секој ден сме на терен, се подготвуваме, ја подготвуваме и програмската платформа на партијата, таа ќе биде изворедно иновативна платформа и ќе биде сериозно изненадување на политичката сцена. Тоа и ни доликува нам како партија да секој пат изненадиме со нешто ново. И се надевам дека овој пат народот ќе ја препознае ова нова политичка визија, ќе ја препознае нашата ревност за татковината, ќе ја препознае нашата љубов за своето и за свој на своето во својата татковина. Таа минатите избори кажав дека ќе добиевте пратеник доколку беше една изборна единица Македонија, тоа беше она со што СДСМ практично си задржа и коалицијата. Дали имавте седница на претседателството во саботата, чинам беше тоа? Што се разговараше и дали имате некаков став по враќање, дали ќе се радикализира нешто доколку не се донесе една изборна единица Македонија во овие избори? А како што тргнало нема се донесе бидејќи се блиску со изборите. За жал климата во Македонија не е во правец на постоење на услови за радикализација во било кој правец, во било кој елемент. Се наоѓаме во предизборие. Тоа е најлошиот период за радикализација. Радикализација вообичаено треба да се случува после избори. Ние жестоко реагираме во сите наши јавни настапи и во сите наши контакти со меѓународните фактори во Македонија дека сега е клучниот момент да се направи исчекор. Ние се надеваме дека во текот на нареднава недела ќе проработи совеста кај власта и кај опозицијата и едноставно тоа што е барање од нацијата. Сите анкети кажуваат дека над 90% нацијата бара една изборна единица без долен праг, за да се даде шанса на нови политички визии, нови ликови во политиката. Значи Македонија да едноставно влезе во својата фаза од развој од еден повисок производ. Што добро ќе донесе тоа ако останат предизборните коалиции? Видите, ако се одлучи да се оди со една изборна единица, тогаш ќе се растори моделот на предизборни коалиции. Сегашниот модел упатува на коалицирање. Затоа што вашите предпоставени 25-30 гласа, ако Интегра на овие избори освои, распоредени во 6 изборни единици, не ни дават ни еден пратеник. А предпоставени 25-30 гласа кај било кој албански политички субјект, концентрирани во една изборна единица, шеската, нели тие делумни имат и во единици и во двојка, но во шеската се во главно тие функционираат веќе во една изборна единица, тие ќе имаат можеби 6 пратеника предпоставено. Тоа значи дека албанскиот глас во шестата изборна единица тежи 6 пати повеќе од гласот на Интегра со ваквиот изборен модел. И тоа е радикална дискриминација во системот. Че ние сме дискриминирани како политичка партија. Од тука најидеално е да се оди на една изборна единица, едно-два изборни циклуса без долен праг, за да може да се изнедри нова политичка сила на сцената, нови ликови политиката, да се изврши притисок врз монополите, да едноставно се внесе нов коректив во парламентот и во владата. Насушна е потребата Интегра да влезе во парламентот нови избори и во власта, за да може да биде сериозен коректив од една страна на криминогеноста на власта, да биде брана против сите тие криминогени дејанија. Со кого би влегле во власта? Отом потом се вели, нели, затоа после но изборите, но генерално да ние сме десна. Власт. Ние сме десна конзервативна опција и нашата визија со СДСМ во коалиција. И ВМРО народ најпае со СДСМ во коалиција. Во таа насока ве прашам, дали би влегле со СДСМ во коалиција? Со Социјалдемократскиот сојуз не. Ше дефинитивно не. Внимавајте, ние не би влегле ни со ВМРО ДПМН доколку не би биле факторизирани во делот на она што е наша предност. Значи, наша предност е, ке говориме во делот на спречување на криминогениот мајндсет и криминогените дејанија и ослободување на правниот систем и нели независното судство, каде што имаме виспрени решенија во тој дел, но истовремено бараме едно национално прашање кое што има високо значење за нацијата. Цениме дека во овој момент е
придавката Северна да испари и од политичко-правниот поредок и од јавниот дискурс и на тој начин да се врати достоинството на македонскиот народ во својата татковина. Ако ние немаме согласност од ВМРО ДПМН за овие неколку прашања, ние немаме потреба да влегуваме во власт со нив. Значи, позицијата е принципијална. Влегуваме во власта доколку успееме да бидеме фактор за одредено национално прашање за кое цениме дека има сериозна тежина. Тоа е криминогеноста, корупцијата и придавката Северна, која што е сериозна јамка, која што го обезличува македонскиот народ, политичкиот суверенитет му го одзема и ништи во основа државотворноста на македонскиот народ во својата татковина. Како ќе го постигнеме? Има начин да се постигне. Знаете, сите договори се во основа политички одлуки. Значи, првенствено со политичка одлука. За ништовност на последиците од Преспанскиот договор. Значи, со изјава за ништовност, ние сме го објаснувале тоа во X наврати, тоа е сосема легален и легитимен начин и модел, го имаме ние во историјата, Бледскиот договор 47 беше многу посилен појачина, Тодор Живков го прогласи за ништовен и тој испари и од политичко-правниот поредок, и од јавниот дискурс, испари и што од меѓународната сцена. Че ние имаме начин, со ништо ние не бевме предизвикани да одиме спротивно на резолуциите 817 и 845. Тие две резолуции стрикно стои внатре, значи цитирам, ерга омнес во рамки на системот на Обединените нации. Тоа значи само за меѓународна потреба и исклучиво разговорите да бидат за меѓународна потреба. Тие ги издигна на ниво на преговори и ги внесува во домашниот правен поредок, што во основа е велепредавство. Тоа да знаете. Значи излегувате од неповикани, од двете резолуции 817, 845, внимавајте на Советот за безбедност на Обединените нации, најмоќните држави земји членки, третирајќи го прашањето на името, на разликите околу името за безбедносно прашање, тие донесоа две резолуции со кои што ги утврдија рамките на разговорите да се дојде до име кое што ќе биде поволно за двете страни. Никој не ги тераше, никој не ги принудуваше, никој не ги силеше. Од кои причини влегува допрва ќе се утврдува. Нашата проценка е дека станува збор за класично велепредавство на Бујар Османи, на Зоран Заев и на Никола Димитров. Добро е да се вратиме малку на она што значи избори. Имавте едно ветување, би сакал доколку режијата го има да го пушти да го погледнеме, па да разговараме малку околу тоа. Образование на кадри за астрономски научни истражувања. Приватно јавно партнерство со Светски референтен универзитет. Стратегиска цел македонски сателит 2030 година. Ветивте македонски сателит 2030 година. Колку е ова исполнително, колку може да се исполни ова и дали ќе го имате повторно во програмата? Апсолутно може да се исполни. Сведоци сме дека веднаш после парламентарните избори 2020, не помина година дена, Словенија влезе во таков проект и Словенија веќе има 2 нивни сателита. Еве минатата година влезе и Албанија со 2 нивни сателита. Од нова година веќе и владата на Црна Гора донесе одлука за влегување во програма за црногорски сателит. Сателитот не е воопшто баук тема. Значи, дури сега имаме и приватни инвеститори заинтересирани да влезат со приватен сателит. Значи, цената на чинење на еден сателит, и тоа Made in Macedonија да се изработи, кошта некаде околу 1.100.000 евра. А за да се прати во Вселената, на соодветна точка, Елон Маск продава $280.000. Значи, пласма на сателит. И нормално зависи за кои цели ќе го користите тој сателит. Јас тврдам дека ако сакаме да зајакнеме државноста на Македонија, Македонија веднаш треба да влезе во програма за праќање на македонски сателит, да не чекаме 2030 и доколку Интегра е фактор во власта на наредните избори, јас тврдам дека таа програма брзо ќе се реализира и со тоа Македонија ќе добие уште еден нов моќен столб на својата државност и ќе би стане респектибилен фактор. Но овој проект не се однесуваше само на сателитот, се однесуваше на еден астрономски центар за научни истражувања и за еден едукативен центар каде што младата генерација ќе можеше да се запознае со сите тие астрономски науки и знаења. Поготово што имаме наш докторант
на астрономски студии во Франција, кој што ни пристапи како партија со целосен проект за македонски сателит, кој што е проект готов, спремен за реализација. Ние разговараме во меѓувреме и со неколку приватни инвестициски фондови после изборите 2020. Постои подготвеност од инвестициски фондови за влегување во реализација на еден таков проект. И ова е сосема реален проект, сосема известен проект, точно дека е проект кој што е од повисока перспектива. Точно е дека нацијата е доведена 32 години да ја гледа македонската стварност низ призмата на канализација, водовод, полски вециња, нели, патишта со кал и така натаму. Значи, ние сме доведени до едно ниво кое е дно. Ние сме ставени во еден аквариум на просечност, да не можеме да излеземе од тој аквариум, и за мене лично тоа е пораз. Јас не можам да бидам дел од генерацијата која што живее во пораз, во неуспех и недовршени приказни. Јас знам дека во македонскиот народ има моќен крвен запис и ние треба да излеземе од тој аквариум на порази, неуспеси и недовршени приказни, од тој аквариум на просечноста и да влеземе на еден повисок хоризонт и да ги погледнеме нештата од една повисока перспектива. Македонија има и потенцијал, и знаење, и умење. Ние имаме една екипа македонци кои што работат за НАСА и во организација агенција околу НАСА. Ке имаме и првата нели жена астроном, која што е патем македонка, 27-8 години. Мислам дека и вие имавте едно интервју со неја. Значи, имаме ние млади кои што се заинтересирани, и имаме сега кај училишната, предучилишната и раната училишна возраст деца кои што веќе се запознава со тие астрономски знаења, умења и интересот е огромен кај младата популација. Значи, Македонија мора да отвори една перспектива да ги гледа работите и од еден нели повисок хоризонт. Јас тврдам дека сите проекти кои што ние ги изнесоме 2020 година се изводливи проекти, поготово што имавме зад нив приватни инвеститори. Дали по модел на еквити или било како, имаме приватни инвеститори и државата немаше да чини нито еден денар од буџетот. Точно е дека имаме потреба ние да работиме инфраструктура, водовод, канализација, многу места низ Македонија се во кал со полски вециња и така натаму, и тоа е срамота, ама тоа е срам за Социјалдемократскиот сојуз и за ВМРО-ДПМН и за ДУИ, што овие 30 години ја оставиле нацијата во кал. Многу места ги оставиле на дното на сиромаштијата. И срамот е нивни. Нацијата треба нив да ги исмева. Нацијата треба секој пат да граби кон повисоки цели. Кон повисоки цели, под повисока перспектива. Немате вие прогрес и просперитет ако излегувате на сцената со просечност. Интегра изгради имидж дека излегува со надпросечни идеи, излегува со една современа визија, излегува со визија за богата и просперитетна Македонија, а таа не може да биде богата и просперитетна ако немате богати и просперитетни индивидуи и семејства. Че условот да биде државата богата и просперитетна, вие мора да создадете услови да луѓето станат богати и просперитетни. Ние сакаме богат и просперитетен македонски народ, богато и просперитетно население во Македонија, за да може нели повратно преку моделот на ниските даноци, на дерегулацијата, да државата крене глава и едноставно бидеме држава каква што доликува. И јас често пати велам, правото на живот ни е од Бога дадено, но задачата на државата, на општеството и на секој од нас поединечно, дури и чести образ на секој и должност на секој од нас поединечно, е тоа право на живот, да го донесеме во фазата во која што ние ќе го оствариме правото на живот вреден за живење. Не е само вие така да го поминете животот, но го треба да живеете живот вреден за живење. Таа е перспективата на Интегра. Сакаме нацијата да живее живот вреден да се живее тука во татковината, а не... Ова како флоскулата на Заев, живот за сите во Македонија беше. Живот за сите е друго. Живот за сите е точно флоскула. Ова станува збор за еден комплетен процес. Значи, ова е нова парадигма на нацијата. Живот вреден за живење е една сосема поинаква перспектива. Тоа значи квалитетен живот, тоа значи квалитетно образование, тоа значи квалитетно здравство, тоа значи богати индивидуи, богати семејства, богата нација, богат народ и нормално богата и просперитетна држава. Македонија, внимавајте, јас во икс наврати го говорам ова и ќе го говорам постојано за да нацијата излезе од тој аквариум на просечноста.
Макнамара студијата во 60-тите години во времето на Благој Попов. Нели од Светска банка во приватна режија порачана студија. Македонија ја нарекува ризница внатре. Ризница, тие процениле во таа студија дека Македонија, зборуваме во тој период, со тоа ниво на технолошки развој, може да храни 60 милиони народ. Замислете со денешниве нови технолошки достигнувања во третата декада на 21 век. Проценките се дека триплирано преку 150 милиони народ може да храни ова поднебје. Значи не сме ниту една педа земја да не дава храна. Ние имаме вода. Еве вчера бевме во Ново село Струмичко, луѓето самите велат и ние тоа го знаеме нели од геологијата дека преку 300 живи извори во Беласица имате на вода. Македонија има преку 4000 живи извори на вода. Вториот и третиот басен на вода се наоѓаат на Солунска глава и Галичица после Виенскиот, по квалитет и по издашност. Следните војни се претпоставува ќе се водат заради недостигот на вода. Во моментот на планетава Земја имате 40% зголемени потреби за вода, а имате исто толку недостаток на извори за вода. Тоа значи дека значењето на Македонија во периодот пред нас ќе расте. И Македонија мора да зајакне својата државност, македонскиот народ мора да ги врати сите конци во своите раце и да си ја земе татковината во своји раце, а ние да станеме свој на своето, ако сакаме да бидеме држава во периодот пред нас и ако сакаме да живееме квалитетен живот и ако сакаме прогрес и просперитет и за секој поединец и за државата. Добро, ајде да погледнеме уште едно видео ваше ветување. Брзина до 220 км на час. Модернизација по најсовремен железнички терк. Реализација по модел на приватно-јавно партнерство. 9 милиарди долари за заокружување на целата траса. Ова го имавте ветено во 2020 година, сега Србија го имплементира веќе. Значи повторно после изборите 2020 година се разигра сцената на екс-југословенскиот простор и Србија имаше храброст прва да влезе во реализација на брза железница. Нови Сад Будимпешта е веќе готова од 200 до 220 км на час зависно од трасата. Значи можело. Да, до 2027 ќе биде Белград Ниш. Значи можело. Значи тоа што во тој момент монополите преку ботовите на социјалните мрежи направија жесток напад и атак да ја уништат оваа идеја и да ја закопаат една за секогаш, таа никна во Србија. Исто како што сателитите никна во Словенија, никна во Албанија, во Црна Гора. Така и брзата железница ќе никне во Македонија. Кога Вучич ја покани Македонија, тоа беше пред отприлика месец и половина, да се приклучи брза железница Скопје Белград или Солун Скопје Белград, да влеземе во еден таков проект. Тогашниот директор на Македонски железници веднаш излезе со деман дека ние немаме пари, требало кредити кога ќе влеземе во Европска унија и така натаму. Значи повторно е тој просечен мајндсет, да не знаете да размислувате надвор од рамката на аквариумот на просечноста. Јас се слушнав со наш партнер, пријател, кој што е високо сениор офисер во Обединетите нации и во нивните агенции, и разговаравме да го активираме одново нашиот партнер во Хонг Конг, кој што е патеме милиардер. Ние се видовме во Сиднеј со него, дојде со приватен авион и разговаравме со човекот. Буквално на таа тема. Апсолутно ниту денар од буџетот за концесија до 35 години имате инвеститор готов, кој што сега човекот побара од Обединетите нации 4-5 дена да се исконсултира и се врати потврдно информацијата дека не само Скопје Нови Сад, него се спремни и Солун Скопје Нови Сад да го изфинансират коридорот 10 со брза железница од 200 до 220 км на час, но тие отидо чекор напред. Рекоа, зошто да не отидеме и коридорот 8, Бургас, Софија, Скопје, Охрид. Значи, секаде каде што има коридор, стои интересот на приватни инвестицијски фондови за влез без денар буџет 35 години концесија. Со посебен закон вие можете да дадете и 50 и 60 години концесија, но тоа Македонија ќе ја однесе на едно друго ниво на хоризонтот. И инфраструктурно ќе бидете моќно поврзани
со меѓународната заедница, туризмот ќе се мултиплицира, бизнисите ќе се мултиплицираат, движењето на стоки и услуги и така натаму. Значи, ова се сосема реални и известни проекти. Ние дојдовме во ситуација кога имате само еден воз од Битола до Скопје. Значи, брзата железница, колку што може да го поттигне внатрешниот железнички транспорт, многу повеќе ќе го зголеми меѓународниот проток на патници, на стоки и на услуги. Едноставно, јас постојано инсистирам, интегра и за тоа на политичката сцена, да го извлечеме народот од зоната на просечноста, да почне да размислува од една повисока перспектива, да се кренеме на еден повисок хоризонт, дека можеме како нација, како народ, како држава, да бидеме респектибилен фактор на меѓународен план. Никој нема да ве почитува и цени ако сте вие сиромашни, ако сте со наведната глава, со свиена кичма, и ако дозволувате друг постојано да ви дава и да ве води во животот. А ако македонецот стане свесен за своите потенцијали, за своите можности, тогаш sky is the limit. Добре, да небото одиме е на граница. неколку други куси. Прашање дали ќе имате кандидат за председател? Председателските избори се сериозен предизвик и мислам дека во оваа фаза ќе бидат од сериозно значење во државата, иако политичкиот систем е поинеку постојан, зависи повеќе позицијата од авторитетот на името и презимето кое што ќе биде председател на државата. Класичен пример беше случајот со Борис Трајковски, кој што излезе над хоризонтот на тоа кое што му го даваше Уставот како надлежност и политичкиот систем во тој период, и неговиот авторитет на меѓународен план беше сериозно висок. Значи, неделата пред неговата смрт, 38 државници има упатено покана за средба дали во Македонија, дали кај нив. Значи, со Борис Трајковски, за разлика од другите председатели кои што досега сме ги имали, ние во суштина и сме немале некое меѓународно значење на позицијата председател. Затоа се важни овие председателски избори и затоа е важно за нас како партија прво да имаме кандидат кој што е патриот, кој што знае што значи државотворност на македонскиот народ во татковината Македонија, кој што знае што значи како јамка придавката северна за политичкиот суверенитет на македонскиот народ во својата татковина, кој што стои на нашите позиции и ние сме подготвени да поддржиме таков кандидат, независно кој ќе го кандидира. Парано е за споменување имиња во јавност. Имаме имиња, приоѓаат и до нас тимови, екипи и така натаму, барајќи подршка. Нормално дека тоа беше и предмет на размислување на седницата во саботата на председателство. Имаме опции, имаме решенија. Добро би било да се поклопат председателските со парламентарните избори заради излезноста, нели, во вториот круг на председателски избори и заради излезноста на парламентарните избори, да создадеме клима да нацијата на вистина излезе и го даде својот глас. Проценката е и во сите политички емпириски практики дека над 72% излезност значи промена на политичката карта, и тоа драстична. Тоа значи заменување на монополите во историја, и затоа е важно ние и медиумите и сите заедно, политичките субјекти, народот, да ги изнесеме на гласање, да ги поттикнеме да гласаат, затоа што над 72% ќе значи драстична промена на политичката карта во Македонија и ќе значи отворање на нови сериозни перспективи и за нацијата и за државата, за сите кои што живеат на овие простори. Извештајот на Европската комисија имаше низа критики кога станува збор за правосудството во Македонија, и тоа го докажува и довербата во судството, која што е речиси нула. Дали Интегра има начин како да се справи со ова што се случува во моментот во судството, затоа што имаме флоскули пред да се дојде на власт цело време дека да, ќе има некакви промени во делот на правосудството, и после тоа некако како да им одговара, го забораваат тоа. Значи, на сите нам ни се познати критиките и во извештаот, и во минатите извештаи, и уште од времето на Прибед до денеска. Меѓутоа, двете политички партии, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН, ниту имале некогаш политичка волја да направат модел на владење на право кој што ќе биде достоен за една демократија, ниту имаат политичка волја, па и знаење и умење како да го одвојат, нели, судството од извршната и законодавната власт. Тоа се гледа по сите основи, ако сакате, и по злоупотребата на европско знамење, е класично, директно мешање на извршната во законодавната власт,
и така натаму. Но сега тоа е во делот на критиките. Сите нам ни се познати, довербата во судско-обвинителскиот систем е на најниско можно ниво. Последните измени на кривичниот законник ја дотолчија таа доверба. Значи, најавата за законот за амнестија кој што се повлече, исто така ја дотолчи таа најава. Од тука се соголија Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН и ДУИ дека воопшто сакаат владење на правото во Македонија. Иако Американската амбасада и Брисел, Европската комисија продолжат да даваат пари за судство, за проекти во судството, за владење на право и така натаму, однапред да знаат дека со овие три гарнитури, со Социјалдемократскиот сојуз, со ВМРО-ДПМН и со ДУИ, ги фрлат парите во ветер. Можат уште 10 милиарди долари да внесат во тој модел, доколку овие две гарнитури владеат, тие пари повторно ќе отидат во ветер и повторно ќе немате владење на право. За 8 години повторно ќе имаме извештај кој што ќе се осудува дека немаме ние судство. Како вие А ги решенијата се многу едноставни. Моделот на интегра кој што го понудивме и со претходниот меморандум. И во од го нудиме веќе години наназад. Ако сме фактор во власта, задолжително мора да се внесе во системот независен министер за правда, кој што ќе има апсолутно одврзани раце да направи реизбор на судии, да создаде систем во кој што квалитетот ќе дојде на површина, без притисоци од ниту една политичка партија. Значи, министерот за правда не сме да биде партиски определен, политички врзан со една, друга или трета гарнитура. Че мора да најдеме независен експерт, а такви имаме во системот, кој што е сериозно образован, кој што има меѓународен авторитет и кој што знае и уме и пред се има волја да направи промена која што ќе се памти со генерации потоа. Ние понатаму од име Чекор ќе му дадеме одврзани раце на тој независен министер за правда да спроведе постапка на ништовност на последиците од Преспанскиот договор и на придавката Северна од политичко-правниот договор. Ама за тоа мора да има уставни измени. Веќе во устав не е внесено тоа. Оставете на професионалци политичка одлука. Не мора да има правна одлука. Политичко-правниот процес потоа ќе следи. Значи, се прави со политичка одлука. Како што се донесе, така и ќе се однесе. Има начин, сосема легално и сосема легитимно. Разговарано е со меѓународни правни експерти, со силни моќни професорски имиња. Јас сега во детали не можам да ви откријам што како. Сме имале ние и подкасти на таа тема, сме имали и јавни обраќања на таа тема и професорски имиња говореле. Значи, има начин со изјава за ништовност, се враќа на нулта точка. Се премостува законски, легално и легитимно. И тука воопшто да немате бојазност. Ова е објективно потврдено од силни, моќни професорски имиња и авторитети правни на меѓународна сцена и нормално на домашната сцена. Тоа е, значи, вториот момент. Третиот момент е, ние го заговараме овој модел подолго време. Секој избран функционер, кој што ќе биде потписник на буџетски пари, ќе потпише доброволно изјава, согласност за прислушкување во рок од 6 месеци во текот на една година од официјалните органи за прислушкување. Што тој ќе даде согласност дека дозволува со свесна волева одлука да биде прислушкуван и неговиот мобилен и фиксен телефон и да се следи неговата електронска комуникација во текот на 6 месеци од една година. Дали пред тендери, по тендери, тоа се знаат службите како. Во тој момент тој ќе биде свесен во секој момент дека е предмет на прислушкување и тоа ќе биде сериозно ограничување во делот на мешетарење со проценти, провизии, земање мито, разни коруптивни активности и така натаму. Ова е нов модел, но го имаме веќе во разузнавачко-безбедносните служби за одредени позиции, зошто да не можеме да го пренесеме на сите избрани функционери кои што се потписници на буџетски пари. Па да видиме кој е тој маж кој знаејќи дека е прислушкуван 24/7 во 6 месеци во текот на една година да мешетари со мито, со корупција и така натаму. Значи не ќе знае дали му е прислушкуван мобилниот, фиксниот, електронската комуникација, дали е следен и така натаму. Значи, ако е некој чесен и ако има искрени намери да влезе во политика и ако знае каде влегува како потписник на буџетски пари, тогаш не би требало, и ако е чесен велам, не би требало да има бојазност како да е на јавна сцена, како да е на театарска бина. 24/7, 365 дена, работи честно, главата горе и така ќе имаме сериозни резултати. И третиот сегмент,
Дувлото на корупцијата се капиталните инвестиции. Таму е грнето со мед, каде што брцаат премиери, вице-премиери, министри, избрани функционери, директори и така натаму. Ние во нашиот модел, либертаријанскиот модел на Интегра, капиталните инвестиции, освен делот 1/3 за овие насушни потреби, рекоме за канализација, водовод, непрофитабилни, значи проекти во помали места, во разни регионални центри, помали градови и така натаму, каде што е нужно потребно вие како држава, нели, да имате капитални инвестиции. Значи 2/3 ги вадиме во посебен македонски инвестициски фонд МЕИН, кој што е на база на еквити. Да, тоа беше 2020-та. 2020, значи ги вадиме како еквити 33%, државата ги вложува капитални инвестиции заедно со субвенциите за микро, мали и средни бизнеси во фондот 1/3 и веднаш се носи закон за прогласување на слободна финансиска зона Скопје, Охрид, Струмица, финансиски триаголник. Во таа зона сите приватни инвестициски фондови што ќе влезат, нели, ќе имаат нулта стапка на одоначување, но задолжително ќе мораат да влезат со удели во Македонскиот инвестициски фонд со 2/3. Од тука ние ќе создадеме од половина милиарда, веќе 1,5 милиарда капитал, кој што ќе биде користен и за тие меѓународни тендери и за Чебрен, нели, Бошков мозгалиште, за, не знам, Македонија да направиме ветерен парк, да направиме соларна зона, не знам, гасификација на цела територија и милион други профитабилни проекти. Ние сме разговарале со CEO на, да речеме, еден британски инвестициски фонд, сме разговарали и со други кои што имаат удели во разни приватни инвестициски фондови, сме во комуникација, интересот постои, особено за вложувањата во иновацијски, информатички, високотехнолошки знаења, каде што предвидуваме и регресивни стапки на доначување, че државата ќе дава 0,3, 0,5, 0,7% во една вите зона во средина на овој триаголник, Велес Innovation Informatics Technology Zone, значи вите зона, каде што ќе се работи на фабриката на еднината, за која што имаме подпишано уште 2020 меморандум со Центарот за иновации и дизајн на Swinburne University, значи највисокиот технолошки развојен универзитет во Мелбурн во Австралија, каде што, нели, приватно јавно партнерство е овој Центар за иновации и дизајн и со Siemens работат годишно 100 милиони евра на фабрика на еднината, со кој сме разговарале, со кој имаме најавено подпишување меморандум и кој што ќе ги донесеме во оваа вите зона во Македонија, затоа што Siemens е Германија блиску и постои интерес на двете страни да тој проект се развива. 2020 година. И ова се тие... Кои ќе бидат новите ветувања? Овие ви се сите од 2020 година. Апсолутно, видете, додека не реализираме програмата, ние постојано ќе ги ветуваме овие и ќе ги прошируваме. И имаме, ви велам, нова иновативна програма за изборите 2024, која што ќе соопштиме навреме, ќе имаме и изборна конвенција во хотелот Хилтон пред почнувањето на изборите и таму ќе видите Македонија во едно друго светло со нашиот нов футуристичка ќе биде оваа програма? Не, апсолутно ќе биде реална, ќе биде прогресивна, ќе биде изводлива, нема да го кошта буџетот, значи нешто што, нели, е фата моргана во умовите на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, ќе имаме за секој поединечен проект и за секоја поединечна визија точно извор на финансирање и точно од каде и како ќе доаѓаат парите и финансиите. Значи, ќе имаме еден заокружен пакет на понуда на овие избори, кој што ќе биде исто така спектакуларен, пошто, нели, нашиот имидж е таков. Секојаш сме иновативни, секојаш носиме нешто ново, така ќе биде и на овие избори, со тоа што веќе имаме, нели, лекции научени од минатите избори. Веројатно државата ќе мора да се справи со ботовите во социјалните мрежи. Американските официјални државни представници во неколку наврати упатуваат порака до владата дека не смее да дозволи државата да биде водена од ботови на социјалните мрежи. Ние имаме сериозен проблем со ботовите на социјалните мрежи. Најголемите критики за Интегра на социјални мрежи, ние ги отвараме, водиме евиденција за секоја IP адреса и верувате сега да не откривам во јавност, имаме цела папка, како имаме негативен коментар, го отвараме, ниту има лик човекот, ниту има име и презиме, ниту има историјат на активности, има постови од пред 2, 3, 5 години, че 97% од сите што негативно ја критикуваат Интегра на социјални мрежи, се ботови. И ние имаме досие, ги блокираме не само ботовите, него IP адресите од кои се формирани тие ботови. А тие се тука околу нас. Да не ви ги кажувам, политичките партии, дел од политичките партии, неколку агенции кои што работат за политичките партии, меѓу кои што агенции дошли до нас.
вели дајте 2000 евра, ние ќе ви дадеме 500 бота и ќе масакрираме кого сакате со што сакате. Чи тој модел мора да се заузда. Министерот за внатрешни работи со неговата единица за криминал, компјутерски криминал, може за 24 часа да влезат во сите IP адреси. Секоја IP адреса што има над 5. А ги имате ли дадено во МВР? Внимавајте. Значи, секоја IP адреса која што има над 5 ботови, значи лица без име, презиме, без идентитет и така натаму, со скриен идентитет, треба да влезе во таа IP адреса. И тоа по законот, дури и по сегашниот закон е кривично правен прогон. Така што сите што се играат со ботови, од нивните IP адреси, домашни или фирмени или било какви, ќе се стават прст на чело и ќе ги избришат тие ботови, ќе ги блокират и ќе ги тргнат од системот. Не смееме повеќе да дозволиме ботови да ја водат кампањата изборна, не смееме да дозволиме ботови да ја водат државната политика. Без разлика дали и Социјалдемократскиот сојуз користи, дали ВМРО ДПМН користи, дали Левица користи. Не е важно кој. Ботовите мора да исчезнат од системот, од јавниот дискурс мора да исчезнат. Нам ни треба квалитетна, критична мисла, нам ни треба луѓе кои што размислуваат. Дали ги дадовте овие ботови, велите дека имате цели фајлови, дали ги дадовте? Во оваа дадовте фаза упатуваме само јавни пораки и покани да се заинтересираат и од неколку други страни веќе доаѓа такви притисоци до Министерството за внатрешни работи, до министерот лично и мислам дека во даден момент мора Министерството да влезе во една акција, особено сега во периодов на неколку месеци пред избори, да едноставно сопреме еден бран кој што има сериозно негативно влијание врз креирањето на јавното мислење. Да, но ако не ги дадете, како мислите дека би се сменило? Ако никој не даде конкретни информации за ботови, како мислите да се смени тоа? Како мислите дека ќе реагира МВР? МВР има негови механизми, инструменти како да се справи со таа Да, но ќе биде запишано дека вие сте реагирали. Ние ќе дадеме изјава ако не повикаат, ќе дадеме изјава, ќе ги дадеме нашите податоци што ги имаме, ќе им објасниме по кој начин ние ги ловиме ботовите и како ги делетираме од системот. Тие по истиот тој модел може да влезат и да ги откријат IP адресите кои што стојат позади овие лажни скриени профили. И тоа може да биде сериозен исчекор во периодот пред нас. Добро, ви благодарам многу на разговорот. Благодарам и вам. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието.